Како ќе влеземе во Европската Унија како македонци кои говорат македонски јазик, ако Бугарија и натаму ни го негира постоењето на нацијата и јазикот до 44-та? Заев е оптимист дека јазикот и идентитетот ќе останат нечепнати, но бугарските челници јасно го спорат нивното постоење пред 2 август 1944-та. Иако велат дека не го оспоруваат правото на самоопределување, кај нив се отцртуваат главните тези од меморандумот кој Софија го испрати до земјите членки на Европската Унија. Преговараме ли за патокас или анекс на договорот со источните соседи, кој би ги задоволил овие нивни барања? Последен во низата бугарски политичари поранешниот председател Росен Плевнелиев во анализа за 24 часа вели дека Скопје треба да гарантира дека ќе спроведе реформи и Заев да се откаже од настојувањата за македонско малцинство во Бугарија. За возврат Софија би се откажала од ветото. Лошо ќе биде, вели Плевнелиев, ако Македонија и натаму продолжи да се представува како жртва. Претходно премиерот Борисов во интервјуто за Frankfurter Allgemeine Zeitung тврдеше дека е можен компромис, но само со прецизирање на историските и прашањата со македонското малцинство во Бугарија, кое тој го негира. Според него, бугарите во Македонија биле принудени да се пишуваат како македонци. Вице-премиерот и министар за одбрана Каракачанов пред неколку дена изјави дека постои заедничка историја меѓу Македонија и Бугарија, но дека таа е бугарска. Историјата е општа, но треба да уточниме каква. Таа е општа, но е българската историја. До 1944 година историјата не е општа, но тя е част од българската историја. И покрај ваквите ставови на бугарскиот државен врв, кај македонската влада постои оптимизам дека е можно решение за спорните прашања.